Здраво, пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска, иако имам зборувано за оваа тема, имам нафрлувано и во многу наврати и епизоди за мастите, сакам да позборувам за тоа, за количината на масти и дали може да некако воспоставите ред и контрола врз одреден процент од калорискиот внес кој што треба да биде одделен на масти. Ако зборуваме по некој општо прифатено правило, е дека од дневниот калориски внес 30% би требало да бидат масти, што повторно можеби на никој од вас ништо не ви значи или па можеби ви значи, ама не знаете како врз тоа да воспоставите контрола. И тоа би значило дека за девојки кои што можеби имаат калориски внес од некаде 1500 калории, едноставно нивното тело троши, тоа значи дека им требаат некаде дневно 50 грама на масти. Доколку имате околу 2000 калории кои што вашето тело ги бара и ги согорува во текот на денот, тоа значи дека треба да внесувате отприлика околу 60, можеби 60, тоест од 65 до 67 некаде грама на масти пресметано, или ако имате 2500 калориски внеси вашето тело толку согорува, тоа значи дека ќе треба да внесете околу 80, можеби 85 максимум грама на масти, што не, пак предпоставувам, не ви го решава проблемот затоа што па повторно можеби некој од вас не знае во кој производ колку масти има. Но како и да е, постојат генерално ако имате редовни оброци, добар извор на исхрана во текот на денот, шансите дека ќе воспоставите ред во мастите е голема. И она што многу луѓе често знаат да го прават со експериментирањето на диети е некогаш да го намалуваат внесот на масти, некогаш да го зголемуваат, но не до степен каде што прават игри со јаглехидратите, затоа што и по мене не би требало тоа да се прави, бидејќи мастите и протеините се макронутриент кој што е многу важен дел од исхраната и доколку ги нема, не може ни да постои тело ни живот, затоа што протеините и мастите се практично основен градажен материјал за нашето тело. Сега, освен трансмастите кои што се дефинитивно нешто што треба комплетно да го исфрлите од исхраната, другите масти треба да ги имате, со тоа што треба да се направи одреден баланс и да има застапеност. Односно, заситените масти, генерално, ретко кој од нас ја нема застапеноста, затоа што заситените масти кои што се наоѓаат во млечни производи, во кокосово масло, во месата и така натаму, ги имаме во текот на секојдневието и заситените масти ретко кој од нас не ги внесува во доволни количини и ги нема во телото во доволен процент. Мононезаситените масти и полинезаситените масти се оние на кои што треба малку повеќе сметка да се поведе, односно полинезаситени омега-6 и омега-3, али најконкретно за омега-3, затоа што многу луѓе знаат да немаат доволни количини на омега-3 масни киселини во телото, а тоа најчесто се прави преку конзумација на можеби високомрсни риби, користење на маслиново масло, користење на додаток во исхрана, што јас дефинитивно би го препорачал. И она што сакам за крај да ви кажам по оваа тема е дека ако сакате да одите баш до детали и да сакате да го контролирате внесот на масти и да не претерувате, тогаш гледајте да ги следите етикетите на производите кои што ги јадете и гледајте да на енергетска вредност од 100 грама немате повеќе од 5 грама на масти во производот или 2 грама на заситени масти. На тој начин ќе успеете во текот на денот да ја запазите таа грамажа на масти и со тоа да не направите некој драстичен како да кажам, драстично одбегнување на оние норми за кои што денеска ние зборуваме. Али во секој случај, дефинитивно недостатокот на масти е многу полош отколку надминувањето на масти во текот на денот и се разбира. Она што би го оставил за оваа епизода да го имате како нешто на кое што најмногу треба да внимавате е тој баланс на заситени и незаситени масти да го имате регулирано, затоа што
е важно за многу функции во телото. Завршувам за оваа тема. Ако имате било што да додадете, слободно искоментирате во коментари на видеата или користете хаштаг #AskJosif или комуницирате ме во приватна порака и ќе бидам повеќе од среќен да можеби обавиме некаква комуникација, дебата и да поразговараме за било која тема поврзана со исхрана, вежбање и слично. Ве оставам тука во здрави животни навики. Ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао.